Југославија 46-та година е еден од најфанатичните поддржувачи на Советскиот сојуз и најголеми пријатели, и во дадени моменти е и многу по, да кажеме, антагонистички расположена кон западните сојузници од Советскиот сојуз. Пример, 46-та година во Словенија тие соборуваат еден американски воен авион, транспортен авион, кај што гине екипажот целиот. Значи тие се спротивставуваат всушност и на американците. Исто така има еден инцидент поморски помеѓу Албанија и Англија, каде што англиските, тоест британските воени бродови нагазуваат на мини и мислам дека околу 50 на мојна гинат. Тие мини се поставени од страна на југословенската војска, иако тоа го побајал Енвер Хоџа. И од тој најголем, најјак сентимент антикапиталистички доаѓа, мислам, таа резолуција. Значи има многу студии од геополитика до самата психологија на личностите, бидејќи Тито се сметал себе си за победник што сам ја ослободи од Југославија. Па добро, види, тој примат уствари Советски сојуз го има во целиот свет. Значи Југославија сакала да го има на Да, и фактички тука конфликтот е помеѓу тоа, кој да биде, пошто Советскиот сојуз сакал да биде, да кажеме, неоспорен лидер на социјалистичкиот лагер. И одеднаш кога имаш нов момент на Балканот, каде што една Југославија се спротивставува на тоа.